Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново петочно издание на емисијата Очи во очи. Јас сум Мартина Проковеќ-Костовска, денеска јас ќе бидам со вас до крајот на денешното издание на емисијата. Впрочем, верувам дека и веќе знаете зашто ќе имате можност да зборувате. 4 нови заболени од коронавирус во Македонија. Кризна состојба е прогласена во Дебар и центар Жупа, а в понеделник ќе заседава и Советот за национална безбедност. Тоа ќе биде темата на која што ќе имате можност да зборувате во следните минути. Она за што сакам да ве потсетам е секако за седницата на Советот за национална безбедност. Имено председателот Стево Пендаровски за в понеделник се викал седница на Советот за национална безбедност со стандардниот состав. Ќе присуствуваат и министерот за здравство и началникот на генерал-штабот на армијата, на која ќе се разговара за состојбата со коронавирусот и мерките што стојат на располагање. Тој на денешната прес-конференција повика лидерите на партиите во наредните денови да ги преиспитаат и ставовите за неодложување на изборите и водење кампања преку социјалните мрежи, затоа што според него спорен е и самиот изборен ден кој треба да се организира во вакви услови. На парламентарните избори, рече Пендаровски, во просек гласаат над 1 милион граѓани, а во нивна организација учествува 30.000 администрација. Ќе ја слушнеме уште еднаш и изјавата на министерот за здравство Венко Филипче, а веднаш потоа започнуваме со вас и вашето размислување. Денеска дојдоа за тестирање материјали од Центарот за јавно здравје во Дебар од уште 10 лица, кои што се во врска со втората група на хоспитализирани пациенти, вкупно 24, сите во домашна изолација, и тие 10 покажале знаци за горно респираторно заболување. Локалниот епидемиолог ги земал материјалите и ги прати на испитување. 4 се позитивни. Значи имаме уште 4 нови пациенти кои што ќе бидат префрлени на лекување на клиниката за инфективни болести. Сите 4 се со лесна клиничка слика. Тоа беше причина зашто дополнително со членовите на комисијата за заразни болести утрово разговаравме. Тие информации ги изложивме и пред управувачкиот комитет на Центарот за управување со кризи, и тоа беше причина директна зашто предложивме, односно управувачкиот комитет предложи да се воведе кризна состојба на овој дел, повторувам, во општините Дебар и центар Жупа, и непосредно веднаш после тоа на истата седница на влада се донесе одлука за ограничување на движењето на луѓето кои што живеат во овие општини во и надвор од истите. Ја слушнавме изјавата на министерот за здравство Венко Филипче. Секако тука сме ние за вас. Сите пресконференции кои што ќе бидат поврзани со коронавирусот ќе имате можност во живо да ги следите на телевизија 24. Значи 4 нови заболени. Во понеделник ќе заседава Советот за национална безбедност. Кој е вашето размислување? Очекуваме да се вклучите и да ги искористите вашите 2 минути токму во оваа емисија. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете, во програма сте. Сериозна, станува работава, мајку. Треба повнимателни да бидеме, треба уште поголеми мерки последните да земе владата. У Дебар се уште четворица плюс, така? Да. Од тој регион. Од тој дел во Дебар, да. Оние кои што имале контакт со втората група. Да, не знам со ова што се направи првата што беше у Скопје, дали ја пуштија? Да, првата да. Ова здраве, без лекови, без ништо. Пуштена е, сега не кажа министерот дали без понатамошна терапија, меѓутоа во секој случај, значи се во ред со првата пациентка. Да, со сите да бидат. Ја не чув, нема прилика, денеска тројца беа у критична ситуација вчера,
Не знам, денес не сум слушал. Да, на едната пациентка е влошена ситуацијата и ќе се потруда да не стават на апарати. Така што, како што реков, ние ќе бидеме тука. Министерот ќе излага со пресконференција за секоја нова информација која што ќе ја има. Да, во живо ќе можете да гледате. У 4 пати биде, да. Ајде ќе слушаме, ајде, Бог да не напоможе да се чуваме. Да, Поздрав баш и така. толку јам, да. Поздрав и до вас, доколку тоа беше се режи, ако може малку погласно во студио да можам подобро да ги слушнам гледачите. Одиме со следниот гледач. Ало. Добар ден. Добар Повелете. ден, се слушаме? Одлично ве слушам, Мартина, повелете. добре дојде. Ти посакувам се најубаво. Благодарам. Добро, безгрижно растење и тебе на твоето семејство комплетно. Благодарам со убаво да Имав се вратам. прилика да ги гледам пресконференциите во живо. Добро. Ја сакам да ви укажам, односно да изразам моје задоволство и чест на вашата ТВ24 за вашето изворно, објективно и вистинито информирање на граѓаните од самото место на битнувањата. Директните преноси и комплетно информациите што ги пренесувате. Ви благодарам. И председателот на нашиот ценет председател на државата пресконференцијата не би навлегувала, немам толку време, меѓутоа кажа многу битни работи. И нашиот министер за здравство, значи така ни се погоди да имаме прекрасен министер за здравство во неочекувана таква кризна ситуација во светски рамки, веќе не во европски рамки. Да. И Да. јас како што се молам за моите најблиски, за добро здравје и за поширок круг, така се молам и за нашиот министер за здравство, бидејќи од ден на ден го гледам колку е веќе изморен, за да не информира навремено и да не упатува како ние самите, секој да тргнува од себе, од својот круг, од својата околина, да придонесеме за заштита од коронавирусот. Така. Само би се задржала, овие болни што се нови 4, се од Дебарскиот регион. Значи Да. од Дебар, добро е што е прогласена кризна состојба и ќе се изолира тој регион. Значи се Така. преземат мерки навремено. И само би се задржала на еден сегмент на председател Пендаровски. Лажните вести, 3 обиди се спречени за шпекулации кај нас. Секој новинар од сега натаму на пресконференција да се појавува со картица, име и презиме и која куќа застапува. Мислам дека времето ми одминува, мило ми е што добив, се најубаво ти посакувам. Ви благодарам за јавувањето, јас ви посакувам се најдобро. Во секој случај, да, ние сме тука, како што реков, се трудиме на вистина и ни значат вашите зборови, затоа што даваме се од себе за навремено да бидат граѓаните информирани во однос на состојбата со коронавирусот. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Во програма сум. Да. Осејавам од Скопје и мерките ми се јасни и јасно е дека треба да седиме дома. Меѓутоа се појавува една работа, тоа е проблемот со топлификација, тоа е со грејно, со бек и со другите што не греат. Вчера снема парно во 8,5 часот. Таа знам, надвор е топло, меѓутоа и стари возрастни луѓе и деца треба да седат дома, а парното грејење и сега е комплетно исклучено и Да. вчера беше исклучено премногу рано. Ако сите ги пуштиме грејните тела, ќе го доведеме до колапс на електродистрибутивната мрежа. Што значи ме интересира. Иако се овие приватни, дали регулаторната комисија, која е државна, не треба да преземе некои други мерки и покрај тоа што надвор да, овие 2 дена е поголема температурата, меѓутоа и становите и куќите се уште во зимскиот период и не се стоплени. Ова не е лето, Така. а се Да, очекува и намалување на температурата. Што значи подитно да се преземат мерки. Особено навечер, рано са бајле до извесен период, домовите мораат да бидат топли. Ако треба да седиме дома, и возрастните и децата, ние мораме да седиме во топли домови. Така, да. Тоа е Добро. моето мислење и мислам дека тие што треба тоа со ова да се ангажираат, треба подитно. Кој како е приватен не ме интересира. Регулаторната комисија е државна и под Јасно. овие услови има да ги смени и условите за грејење. Да.
Толку од мене. Добро. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Во секој случај, да, како што велите, ете, тоа е секоја година се исклучува парното, кога имаме потопли денови, меѓутоа, така како потрошувачи, не треба да ни интересира дали е потопло или поладно, бидејќи секој месец ја плаќаме услугата за топлинска енергија. Со ширењето на коронавирусот, државата има на располагање 3 мерки: прогласување кризна состојба во дел од земјата, кризна состојба на целата територија или вонредна состојба. Тоа би било за прв пат во нашата историја, вели претседателот Стево Пендаровски, и би било оправдано заради загрозувањето на здравјето на луѓето од поголем обем. Но тој лично смета дека во овој момент нема потреба од тоа. Армијата може да се вклучи како помош на полицијата, слично како во кризните региони на јужната и на северната граница. Добар ден. Повелете. Ало? Во програма сте, ве слушаме. Добар ден, добар ден, добар ден. Повелете. Диме од Скопје, ви посакувам се најдобро. Благодарам исто. И би кажал неколку збора, значи ни најмалку ми паѓа на памет да ви ласкам. Многу сум благодарен на вашата телевизиска куќа, на вас младите од телевизиската куќа. Вие буквално не преваспитавте во нашите позитивни размислувања. И што ми е посебно драго, а не ми е драго што јас се јавам со 68-69 годишна возраст, вие веќе створивте значи народов трезвено да размислува. Не во некој набој, не со некој грубо кажано омрази. Сега ќе се навратам на случајот. Значи благодарам, искрено благодарам. Понатаму, благодарам на министерот Филипче, благодарам на сите околу него, благодарам на председателот, на привремениот. Значи, благодарноста е во тоа што редно е веќе ние да размислуваме позитивно секојдневно. Секој човек од нас има по еден живот. Ова ја зафати целата, така да кажам, земјина топка, ја зафати и Европа, не зафати и нас. Али, колку можеме, ние се справуваме со тоа. Затоа што тие што ги водат, што помагаат во овие нешта, се целосно одадени. Ја го гледам министерот Филипче, дали го забележувате? Он е буквално и психички и физички истрошен, ама се носи со тоа. И вие се носите со нас, ние постоиме поради вас, вие поради нас. Така. Добро здравје, све најдобро, пријатно. Ви благодарам за јавувањето и за убавите зборови, како што кажав и на претходната гледачка, навистина во овие моменти ни значи. Одиме со следниот гледач, па после уште нешто да ви прочитам. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Да, ало. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Благодарам. Повелете. Значи, тоа ти е прогресијата, геометриска прогресија, меѓутоа благодарам на председателот, фино ни објасни и јас да ви кажам од председател задниве 30 години прв пат слушам вака одмерено, резонско, сеопфатно интервју и обраќање кон нацијата. Мислам, секоја чест за него, секоја чест за министерот Филипче. Мислам, доста граѓани кажаа што прави, како прави. Ние како граѓани треба да сме достоинствени и да ги почитуваме овие препораки што ни ги кажуваат. И сепак тоа се работи за наше добро, за добро на граѓаните и државата. Да. И јас само ќе искористам прилика, пред некој ден јас се јавив, зборев нешто за полициските и воени пензионери, што имаат зголемување на пензии. Аха, да. Вие го забележавте Да. тоа, не знам дали сте реагирале нешто направиле, така, ќе проверим. Ако има нешто, би Да. сакал да ни информирате. Добро. Ви благодарам, Ви благодарам и на вам. поздравувам. Да, ви благодарам и вам за јавувањето. Да, во секој случај сега сите сме, знаете како не ни замерувајте, бидејќи сите сме околу оваа ситуација со коронавирусот. Навистина на некој начин преокупирани, бидејќи знаете како во некои ситуации некои информации имаат предност пред останатите, меѓутоа во секој случај ќе го провериме тоа што вие го зборувате и во некоја од следните емисии се надевам дека ќе имаме податок и дека ќе можеме да ве информираме.
Според Уставот, вонредна состојба се прогласува при големи природни непогоди или епидемии, ја утврдува собранието, но доколку тоа не може да се состане, состојбата ја утврдува председателот на државата. Председателот Пендаровски вели дека прво ќе го сослуша ставот на членовите на Советот за безбедност, а потоа ќе донесе одлука. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака. Јас се јавам од Куманово. Драго ми е. Така, емисијата ви е супер. Него проблем све убаво, хигиена и све. Каде се преснамбените производи? Лебот, кој не е спакуван, белите пецива и све останато. Касиерите со голи раце наплаќаат, со парите работат и на луѓето им даваат. Добро. Така, мој предлог повеќе ригорозни мерки за продавачите. Так, јасно. Контрола. Да, добро. Значи, со паре кој кружи нон-стоп, луѓе зима, не спакувано ништо, бели пецива, леп и туе е многу голем промашај. Така, добро. Тоа Доколку тоа беше се, ви благодарам за јавувањето. Треба да се запознаени и собствениците на маркетите, на помалите продавници и секако оние кои што работат таму продавачите, дека се постојат конкретни начини на тоа како се продава и се дава тој леб. Во секој случај дека треба да користат заштитни ракавици, се со цел да ве заштитат и сите вие кои што купувате доколку лебот не е спакуван во оние најлонски кесички или пак белите пецива, како што рековте. Сепак, тоа треба да е и до самосвесноста на помалите продавници и оние кои што работат во помалите пекари. Меѓутоа, си има регулатива, си има стандарди како и мерки како треба да продаваат. Добро е што го кажавте тоа. Во секој случај, ете, во една ваква ситуација, да, можеби треба да биде и инспекцијата санитарна повеќе ангажирана. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, голема благодарност до министерот Филипче. Значи, стварно, секоја чест до него не упатува за се што се случува во Македонија. Меѓутоа, сега понатака останува и на нас. Така. Не може ние се, него го слушаме, меѓутоа ние да се шетаме било каде, гледам во Капитол, народ многу влегува, излегува, или било каде во трговските центри, или било каде. Значи, тоа е до нас, свеста ние треба да имаме и да почитуваме се што е кажано од министерот. Тој толку може, понатака што? Другото сакам да кажам, благодарност и до председателот. Значи, стварно, кажа за изборите дека не е смак света, ако не се одржа сега, може да, понатака. ако се одложат малку. Да се одложат. Да, зашто го кажувам ова? Ние сме постари луѓе. Така. Јас себе сакам да гласам и моите сакаат да гласат, меѓутоа вика, ако е ваква ситуација, никако. Да. Што правиме? Кој ќе излезе? Од нас постарите се чека исто за гласањето, не е само за младите, тоа нормално е. Така да, секоја чест и до него што кажа, па сега понатака нека ќе одржат политичките партии како мислат. Друго што кажа господјата за левот и за прехранените други пецива или било што, или во фрижидерите ние сами се служиме. Кога сакаме да земеме сок, било што, сами взимаме било што ни треба, каков сок, дали вода, дали не, и таму ние баратаме сами. Таму никој не служи. Да. Значи, ако земеме многу работи, треба да се стопираат. Друго, за парното господјата реагираше. Вчера до 10 парното беше уклучено, денеска до 10. Покасно го пуштаат кај 5-6. На оваа топлота, 23 степени, мислам дека е ужас ако го пуштат. Добро. Ви благодарам за јавувањето, помина вашето време. Да, не ја прашавме, може и кажа господјата од кој дел се јавува, не ја прашавме од кој дел на Скопје се јавува, така што може и не станува збор за користење на истото парно, но да, рече Бек. Добро, кажа Бек. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, морам и јас да кажам за коректноста на вашата работа и не само сега со оваа ситуација, меѓутоа години уназад. Дека сте една од првите со уште две други телевизии и честитки, поготово за овој момент што сега ни се случува, на вистина сте најкоректни во известувањето и
најдобри, ете, едноставно. Благодарам. За тоа толку. Инаку, за самата болест и за она како предпоставените, за тоа што треба да водат ред, јас мислам дека во најдобар ред не известуваат, а тука е најважна нашата свест и совест. Така. Ако овие првите што беа заболени не отидаа сами, ако се јавеа на телефон, например за овие од Дебар, нели они отидоа сами кај Матичен. Да. Можда заразата ќе беше помала. Што значи комуницирале со комшиите и со роднините. Ако они веднаш повикаа службена помош од дома, немаше да се случи ова што се случува во Дебар и да не спомнувам директорката исто. Ако таа самата не постапеше со совеста и со законот како што налага, можеби и во Скопје ќе беше процентот помал. И во иднина, значи, битно е службите како ќе не информираат. Најбитна е нашата само свест и совест. Јас ако сум болна не може да одам во продавница и да продавам леб да бидам продавачка. А што оние што продаваат јаболки? А што оние што продаваат галантерија, фустани и облека? Па тој вирус останува и на облеката ако продавачот е болен. Тој кашла и врз фустанот, кашла и врз касата со пари. Секој што е болен и што не е сигурен што е болен, треба да се провери, да викне комисија, да му кажат, и од сезонски грип се пренесува заразата, а да не збориме за оваа болест. Затоа да не се прави малку фама околу продавачите и продавачките, затоа што секој треба да е свесен. Инаку тука не може ништо државата да направи. Да. Добро, ви благодарам за јавувањето, токму така треба да ни е самосвесноста на повисоко ниво. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Па видите, мислам дека овие 4 нови заболени во центар Жупа таму во Дебар, како да кажам, беа очекувани. Се работи за секундарна трансмисија, значи се работи за луѓе што не биле во странство, туку се заразени од тие што дојдоа и тие понатаму ја пренеле заразата. Ова е еден нормален след на настаните со коронавирусот. И го слушав професор Бановски на една од телевизиите, кажа човекот, вика, ноќе кога заспивам, со страв се будам на сабајле да не слушнам колку уште ќе има нови. Ќе има нови. Тоа е тоа, сега ние не може да избегаме од тоа, но мораме да ги почитуваме правилата што ги има пропишано министерот за здравство, односно таа комисија за инфективни заболувања, како веќе се вика. Јас може да му честитам на човекот, значи стварно постапува како што треба и критиките на негов рачун се не политиканство, ја би го нарекол лешинарство. И срамота ако е таа колешка една што вели дека тој кривична пријава за него треба да се апси, не знам што, ако му е колешка лекар, мислам таа срамно е тоа да го изјавува. Што се однесува до изборите. Мислам дека е илузија. Јас знам дека не им се сладки фотелите, дека не може да се одвојат од тоа. Власта им е насушна потреба. Тие друго не знаат да работат. Само тоа. Меѓутоа, кој ќе оди да гласа сега? Значи, според ова како што оди, ако им требаше на кинезите 3-4 месеца да поминат, за да тоа дојде некој пик па да почне да опаѓа, рачунете кај нас почна во февруар. Значи, ние во април ќе бидеме во пикот, а нема да бидеме во некоја реминисценција па да опаѓа трендот на заболување. Дај Боже да е така. Мислам дека е илузија да се одржуваат избори. Сега, ако они сакаат со 20% излезеност да имаат легитимитет. Така. Благодарам за јавувањето. Повеќе од 70.000 луѓе во светот излекувани од коронавирус, 4.900 починале. Светот ги засилува мерките за заштита во борбата против коронавирусот. Заразата веќе ја има во речиси секоја европска држава, а најтешко погодена е Италија, каде досега се пријавени повеќе од 1000 починати. Италијанските власти се надеваат дека најлошото е веќе зад нив. 2 недели откако првите 10 града во северниот дел на државата беа прогласени за црвена зона и ставени под карантин, здравствените власти соопштија дека за прв пат нема нови заболени. И Белгија од синоќа воведе построги мерки за борба против COVID-19. Националниот совет за безбедност одлучи за отварање на училиштата и универзитетите, а сите активности, јавни или приватни, се откажуваат. Шпанската влада пак под карантин стави 4 града во Каталонија. Забрзано расте бројот на заболени и во Франција.
Оваа епидемија, која ја има на сите континенти и во сите европски држави, е најсериозната здравствена криза со која се соочила Франција во последните 100 години. Во овој момент е важно да ги следиме препораќите на здравствените институции, барем од сите жители кои имаат повеќе од 70 години, оние кои имаат хронични или пак респираторни проблеми, колку што е можно повеќе да останат во своите домови, изјави Емануел Макрон, председател на Франција. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден, се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Од Охрид се јавуваме. Драго ми е. Сакам да кажеме во врска со вирусов корона, кај нас со изборите најголем проблем ќе бидат овие што ќе дојдат. А обавезно ќе имат дојденци од западниве земји. И нив никако не ќе можеме да ги спречиме. Или едноставно кажано, тој што го креирал вирусот бил доста паметен човек. Се гледа дека е паметен, интелигентен. Меѓутоа, колку би да биде паметен, секако има слаба страна. А слабата страна му е исклучиво примена само на гестапо систем. А знаете што значи зборот гестапо? Само тому е лекот на коронавирусот. Фала, многу пријатно. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добро, доколку немаме, поради ширење на коронавирус, бугарскиот премиер Бојко Борисов најави дека ќе побара од парламентот да прогласи вонредна состојба во државата. Бројот на заболени во државата за само еден ден се зголеми од 7 на 23 лица, а едно лице почина. Прв регистриран случај на заразен со COVID-19 во Централата на Обединетите нации во Њујорк. Соработничка на постојаната мисија на Филипини се заразила со новиот коронавирус и дипломатската мисија е затворена. Сите вработени се во домашен карантин, соопшти од Светската организација. Австралискиот министер за внатрешни работи Питер Датон денеска изјави дека тестовите покажале дека е позитивен на коронавирус. Вухан, градот каде што првпат се појави инфекцијата, втор ден поред пријавува едноцифрен број на заболени, откако беа пријавени се само 5 нови случаи. Во останатиот дел од провинцијата Хубеј пак 8 ден поред нема нови случаи на зараза. Добар ден. Ден. Повелете во програма сте, ве слушаме. Би сакала да ја пофалам владата, посебно министерот Филипче кој даде се од себе и навреме ги презеде сите мерки кои ги слушнав со бајле и ги видов на мојот месечник кој пријател ми ги прати и ја го препратив до други од Италија. Се јавува дечко и се обраќа до премиерот Вучич со 2 дечиња до него и кажува дека ако навреме се реагирало, немало да дојде до оваа ситуација и ако имало воредни, кризни мерки, ние вика го свативме толку лесно тоа и сите се излегувавме, ја на тренинг одев, а сега 40 дена дома и зошто да умираат старите и возрастните луѓе. Јас толку се вознемирив што го пратив до сите мои пријатели и пријателки да им дадам до знаење дека не се пуштани дома бабете и децата и родителите да шетаат со децата и по кафичи и секаде да се шири. Не може министерот ништо тука да направи ако немаме ние совест граѓаните. Значи ова го препратив са бајле до секаде, тој се јавува и се обраќа директно на Вучич, на председателот, и тоа видео сега ќе кружи секаде, затоа што вика ние на време да го направевме тоа со карантин и со забрана за одење во школа, немаш да имаме толку многу жртви. За пофалба и ова председателство што реагира, веднаш треба, а избори не треба да има, никој да не излегува. Ние сме возрастни луѓе, јас се плашам за моето здравје. Пријатно и убаво попладне. Ви благодарам за јавувањето. Драгица на Фейсбук вели... Јас ми излегувам. Една сум се родила, ама дај нека дојде, нека пратика сами кај мене некого да види како живеам ја, а не да се квалифира со заед. Заед, он не може на малото прсто да му дојде, никод. Добро. Тоа нека му ја јасно и гласно и немој да се лутите, ќе ве поздравам и ве сакам. Телевизија 24 толку ми помогнала, среќна сум и сакам да ве поздравам од старо до мало. Сите што си да бидете живи и здари, кои имате челат, да дочекате најубаво и најубаво. Немој да останете како мене. Добро, ви благодарам за јавувањето. Ова ми се чини дека беше друга гледачка. Браво за министерот Филипче, вели Драгица, кој владее со ситуацијата да се одложат изборите.
Само уште една порака ќе ви прочитам од Facebook, кои што ни пишуваат. Само секунда. Многу голема порака. Ќе го слушнеме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. И добро дојде повторно во емисијата, Мартине. Благодарам. Ја мислам дека сето ова со коронавирусот е режирана работа. Со цел да се одложат изборите. И да знаете дека така ќе биде. 2 месеци го слушаме господинот Филипче и господинот Оливер Спасовски како ни кажува дека треба да бидеме смирени, не треба да креираме паника, се е под контрола, дека нема ништо да се случи, а секој ден се ново и ново заболување. Па на кого му држат тие предавања? Па ние не сме луди, бре, луѓе. Абе ние сме обични луѓе кои што најверојатно би требало да му веруваме на тие што не раководат. А до кај донесува? Не донесува да се забранат ресторани, се. Продавници, маркети, кафичи, се забранат. А зошто тоа? Поради тоа што викаа дека се е под контрола и дека нема ништо да се деси. И знаете ли зошто е ова направено? Зошто не воведоа термални камери на патничките премини, гранични премини со 4 држави? Зошто ставија термални камери само на аеродромските премини? Абе, чавките знаат дека е ова со намера. Треба да знаат сите. Филипче да си земе едно чебе заедно со Спасовски и право и дризаво да оди. Не му треба ни притвор ништо. Ова е ужас. Невиден ужас му го прават на собствениот народ. Мислите дека ова намерно го прават? Намерно. Ја тврдам. Добро. Поради тоа, зошто не ставија термални камери? Тоа е многу тешко обвинение, господине. Тоа е многу тешко обвинение вие што го зборувате. Абе, и слушајте ме сега. Јас ве слушам. Одлично. Па дозволите сега, ми помина времето. Зошто не ставија термални камери на патничките? Да, тоа веќе го кажавте. Ви благодарам за вашето јавување. Анонимен вели, ве молам да се постави потоа да се одговори на следново прашање, дали и каква дополнителна заштита се превзема за пациентите со најтешката болест карциномот. Во клиниката за онкологија секојдневно доаѓаат на закажани или вонредни прегледи стотици пациенти заболени од карцином, луѓе кои имаат максимално опаднат имунитет. Секој од тие пациенти поради нивната тешка и лоша здравствена состојба мора да бидат со придружба од минимум 1-2, а некои со повеќе блиски лица. Со сето тоа, заштитата на заболените двојно или тројно се влошува, особено во чекалните, каде што нема место за соодветна оддалеченост помеѓу себе. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Не ве слушам. Во програма сте, ние одлично ве слушаме. Повелете. Не се обидувајте да ме слушнете на вашиот телевизор. Со мене комуницирате преку вашиот телефон. Вака, само 2 секунди да зборнам. Не сакам да по прв пат се јавувам. Добро. Ве слушам редовно, меѓутоа како може претходниот гледач да каже дека ова политичка работа? Тој не треба да му се заблагодари на Спасовски или на кој, треба на кинезите да му се заблагодари што терминот го погодија точно за нашите избори. Тоа само сакам да го кажам и благодарам пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето, убав ден. Надица вели пофалба за министерот Филипче, само нашата свест треба да завладее. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Да слушаме, во програма сте, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Ало? Ве слушаме, господине, во програма Да сте. се препорачам на тој што ги тераше Филипчево и Дризово, тој да си замени Демиркисов. Пријатно. Добро, добро, ви благодарам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Добро. Врска со вирусот. Ајде, повелете. Не е опасна работа. Вирусот ќе пројде, него битно е водите еден верник во Бога. Исус вика мора да се молиме. Добро. Мора да се молиме и мора да се поштујат црквите. Додека кај нас се воје ѓаволот и сатаната.
Дјаволот и сатаната се сака да ги слушат послабите држави, да ги слушат црквите и да завладеат со светот. Тоа е голем проблем. Мора да се има некој почит према малите држави, да не се менјат имиња, знамења, устави. И ако не се молат македонците, многу лошо ќе биде. Мора да се помолат вистините верници во Бога, за да биде спасена Македонија, Европа и светот. Добро, во ред. Ви благодарам за јавувањето. Ристе вели, да, се служувам со гледачот, цел свет се зараси од корона за да се одложат изборите во Македонија. Кој ли, добро, процесор го има човекот, бре срамота за сите. Добро. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Повелете. Повелете во програмата. Мате, сакам да прашам дали овој вирус делува и на мозокот. Ве слушаме? Дали делува на мозокот? Очекувате јас да ви одговорам на прашањето? Да, симптомите како се? Не делува на мозокот. Оти, Знам во која насока ви е разговор. 100 души вела го фала Филипче, а еден го критикува, тој е заразен од вирусот. Подхитно со комбе да го зема и демитиса. Добро. Без навреди, ве молам, само без навреди, воздржете се. Тоа е секогаш, ќе има личности кои што ќе размислуваат поинаку од останатите, меѓутоа да се воздржиме од навредливи коментари, ве молам. Да не искористиме сега емисијата и вие да ја користите за да почнете да се навредувате едни со други. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ви благодарам. Се јава се Нида Чизнич од Скопје. Повелете. Мене ме интересира нешто што веќе предочивте, односно ни кажавте вие медиумите, клучувајќи го и вашиот, дека се прави еве институциите да преземат, ги разгледуваат новонастанатите информации, состојби и надвор од нашата држава. Нешто многу ме загрижува што ги следам ете колку што можам и на YouTube овие врните доктори надлежни за оваа проблематика со здравјето. Значи, кажуваат, ако јас добро, немам врска со медицината, обичен граѓанин. Значи, кажуваат, младите може да бидат носители, меѓутоа многу лесно се заразува и кризна група е значи над 60, 70, 80 годишна возраст населението. И си давам за право токму во оваа ситуација да кажам, со децении наназад се знае како се постапува поголем процент со населението и дури и старачки домови масовно се права да се сместа таму. Се надевам дека во нашава држава ќе се најде ситуација поинаку да се гледа на таа категорија на возрастни луѓе. Младите, иако не заболуваат, објаснуваат дека друго е да си носител, а друго е да си болен, Значи, ако не е опасност по нив, нека бидат сериозни, нека ги следат препораките на нашите институции, на надлежните на владата и дури се сеќавам и мислам 99% дека професорот Даниловски кажа младите може да ги заразат возрастните лица, дури човекот рече не сакам да кажам старци и имаме греб на душата, значи предвремено да заболат и да починат. Сериозно ова да се свати. Ви благодарам што ме сослушавте и се надевам дека ова ќе допре кај што треба. Ви благодарам за јавувањето и за посочувањето. Значи тоа го зборуваат повеќе медицински лица. Токму и затоа се прават овие мерки за да можеме сите да се заштитиме, не само младите, не само и старите, туку и хронично болните. Тоа не значи дека само старите лица заболуваат и хронично болните постари, туку и хронично болни помлади лица може да заболат од коронавирус. Значи сите овие мерки кои што се прават се за да се заштитиме, за да не се пренесува, бидејќи токму така како што кажавте, младите лица може да бидат преносители, да немаат никакви симптоми, меѓутоа да го пренесат вирусот на останати лица кои што ете можеби сте и постари или пак со некое хронично заболување. Одиме со следниот гледач. И токму затоа се тие мерките и треба да се слушаат токму така. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Слушајќи ги одредени слушатели, не ме ни чуди што кај нас коронавирусот. Да, многу тивко ве слушам, господине, многу тивко. Значи, слушајќи ги слушателите, гледачите, како да ги наречам, некои, не сите, не ме ни чуди како со која брзина се шири вирусот. Колку се не едуцирани за цела работа. Ако мислат дека ова е нешто намерно, тогаш не знам, да не потребам некој потежок збор, ама малце треба барем да се прочита нешто, барем една книга, еве, например, Зоки Поки нека прочитам, ќе научат нешто, дека и во книгите има паметни работи, луѓето да се обединат кои ќе е во оваа работа. На никој не му е дојдено до избори кога се работи за здравје. Било што то, не е само за избори, зборуваме за обични работи. Значи, еве, ние како помлади луѓе, верувате, и мене ми се излегува сега да пијам кафе и да уживам и да се смејам и да забавувам, ама морам да седам дома. Така. Пошто такви се препораките за да колку можам придонесам да другите луѓе не се загрозени. Дај Боже ова да помини утре. Па се нека си тече како што беше. Ама мораме како луѓе да ја развиеме малце свеста и да ги сватиме сериозно работите. Значи луѓето чим излегуваат секој ден 5 пати или кажуваат дека е нешто, значи е сериозна работата и треба да се свати сериозно. Ке се седи дома и толку. Како кинезите. Ти седеа дома, кој намалија, еве, денес има само 5 заболели. Да. Од 1 милиарда жители, а ние сме не пол милион и не можеме да седиме дома 15 дена. Па не знам, ајде, нека одат, нека седат не на избори, не на кутија, нека седат по кафичи да видат како ќе поминем. Од 1 милион, 20 души нема да останем. Ви благодарам и пријат. Да, ви благодарам за јавувањето. Весна вели, чудесија моја прекрасна Македонија, цел свет превзема мерки за справување со вирусот, кај нас не бре политика и во вирусите најдовме. Страшно, страшно, неуки сме. Морав да го скокнам тоа другото зборче, одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Вака сега, 4 нови заболени, тие се, значи, заболувања пренесени од веќе оние кои што стапиле во контакт, го имале вирусот во себе, тие биле контролирани, се вршеле испитувања и се покажале позитивни резултати. Значи, уште еден показател дека Министерството си работи својата работа и тоа совесно, максимално, мимо тоа што не известува најмалку 2 пати во денот со директни пресконференции министерот и навистина благодарност до телевизија ваша за реалното известување за све што се случува, за све што треба да се превземе. Она што загрижува е како ние и дали ние до крај ги почитуваме советите што ги добиваме од Министерството за здравство. Затоа што тоа Министерство за здравство не измислува топла вода, туку Светската здравствена организација што препорачува, Министерството за здравство го применува, меѓутоа крајната примена е кај нас граѓаните. Јас не можам да разберам, јас се извинувам, меѓутоа колкав треба да биде интелектот кај еден човек да се јави да каже дека ова намерно се шири низ Македонија. Не можам да разберам дека можеме такво нешто воопшто да помислиме, а камоли јавно да го искажеме во емисија каде што сите не слушаат. Од нас на крајот ќе зависи дали ова ќе биде побрзо во покус временски период запрено или ќе продолжи да се шири. Нити министерот, нити владата, нити цело министерство не можат да го направат она што ние треба да го правиме самите, а тоа е да спроведуваме све што ќе ни се каже. Затоа што спроведувајќи така све што ќе им се каже, еве сега во Ухан се фали дека веќе на 3-4 дневно заразени и 5. Значи се додека не почнеме да размислуваме свесно. Да, добро. Ви благодарам за јавувањето. Во секој случај разбравме што сакате да кажете. Поминаа 2 минути. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Ало. Ве слушаме, господине, повелете. Ме слушате? Да, одлично ве слушам. Јас само сакам да дополнам дел од она што претходниот гледач го кажа. А покрај сето останато од Светската здравствена организација, нашето Министерство за здравство, сите тие препораки што се дават, што се нормално е да има и гледачи кои што
сметате, намерно и не знам што, не су луди да кажам мисли, то не се нормални мисли, да може некој да помисли дека некој сака намерно да донесе во државата на народот да направи штета заради некои цели изборни било како. Јас сакав еден акцент да ставам на следното. Ме загрижува што баш онаа популација, најмладите, кои што школите добија распуст, факултетите добија распуст. Меѓутоа, совеста ми се чини кај поголемиот дел од таа популација не е свесна дека како преносител на вирусот директно ги засегнуваат оние од кои што живеат, од родителите, од дедовците, од бабите. Многу лесно ќе им го пренесат, тие може и нема да осетат дека вирусот го имале, меѓутоа нивните во фамилијата ќе ги они унакажат. Они се нивни, како да не кажам, тежок збор. Како не се свесни, како не може да издржат 2 недели само изолација. Па има книги, имат ако студенти да повторат градиво, имат XXX можности да паметно, да совесно извршат таа обврска. Нека сватат, нека прифатат дека тоа е обврска. Јасно. Да. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Значи, вака сега многу интересни дискусии се јавуваат тука. Нема да се мешам овие теории на завера, на заговор, нели, тоа мислим не е за коментар. Да. Ама сакам низ овие пофалби радат добро, не радат добро. Факт е дека радат успорено властиве. И тука не е само Филипче, одлуки донесува влада врз основа на извештај на комисија која е надлежна за таа работа. Сега, јас имам 68 години и би сакал Боже здравје за Петровдан да прославим 69-ти роден ден. Ако остане вака како е сега, со овие мерки не пада ми на памет да излегувам на избори. Не пада ми на памет. Сега, тука имаме друга димензија. Ја не знам какви се сега рейтинзи, какви се... Они се томерат, сите партии, колко кој возраста им доноси гласови, колко не им доноси, и не ме интересира. Јас знам да ако се одржат избори, дека ќе бидем загрозен и нема да гласам. А после, ако останем жив, Боже здравја, може да ќе биде толку задоволен, па нема да тужам државу, зашто би ускратила граѓанско право да гласам. Ја практично ми се тоа ускратува. Ето, тоа е може еден посебен нагол, така да кажем, а мени ми е тоа значајно. Так. Ето. Да. Толико, госпоđo, фала лепо за внимание, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Дали имаме гледач? Добар ден. Повелете. Намалете го само тонот на вашата телевизија. Не, ќе случиме се, молам. Ова е озбилна работа. Слушайте, прво, не правите зулум во држава кај што е одговорен министерот и владата. Све они што ќе кажат, и попут црква, да ви кажам искрено. Второ, го гледате Трампчера, 30 дена забранува од Европа за Америка авиони. Да. И еднодневно одат тама. Јас сум бил на тие терени. Трето, она што е кажи, значи министрот е званично, тоа е официјално. И сите овие други што што баламудат, поима нема што се дешава. И да ви кажем уште една работа, дека пандемија е исто како епидемија. Значи епидемија кој фати кај нас како некој болест, тоа е ендемија за државата. Али кога над 80 држави во светот погласуваат, исто е епидемија. Само се вика пандемија. Како што викат овие попове екуменија и икуменија. Сакам да ви кажам, да не правите паника, да ја слушате владата, тие се најодговорни, и Филипче, за мене ни го знам, ни го познам, он ја изврши цела работа како што треба. Второ, он не е сам овде. Он е во connection, што вика енглезиве, со Америка, со Австрија, сите сме завлезени во измир. И нема потреба сега да кажувам ние вака или онака. Што ќе кажи, тој е портпарловот на владата,
не потполно. Тој што ќе каже, тоа е вистина. Како овој народ не сваѓа што е вистина, што е опасно и што е тоа. Thank you very much, we can good luck. Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овој почна да збори на англиски некако. Добро. Добро. Сакам да кажам нешто конкретно сега. Фалење или напаѓање не е потребно сега, бидејќи сите си ја знаат својата должност и се дали е закаснато, може да е закаснато нешто, меѓутоа дали е у реду све до сега, иде некако, се справуваме. Меѓутоа како ќе иде понатака, уште не знаеме. Бидејќи на телевизија гледам на Белград, искочија со некое сообщение дека имаат 1031 апарат за дишење, што се тие апарати. Добро. Кај нас никој не искочи ништо. Ние кој знае колку имаме, 10-15 или имаме. Ако дојде нешто поголема потреба, значи ние ги немаме тие апарати. Една работа, друга работа, треба да се знае просториите, рекуван полно луѓе, просториите кај што ќе се сместуваат тие луѓе. Ако има поголем прилив, ако има кај ќе ода, што ќе ода, да е најасно, да се искочи, да се каже дека таму ќе иде толку, ваму ќе иде толку, таму ќе иде, имаме место за толку или немаме место. Према тоа, со домашно безбедност или домашно лекување, колку е тоа безбедно, ја мислам дека не е толку безбедно, бидејќи дали имаме ние ориентација или дали имаме увид тие што се на домашно лекување, на домашно. Дали тие дома седат или искачаат или ќе искачаат, и тоа не знаеме тачно. Меѓутоа, по мене дека ова ќе се прошири, мислам дека се чува некоја тајност. Не е тачно дека имаме 13 или 14, може да има и повеќе, ќе искочат и повеќе, меѓутоа и владава некако не сака да даде некоја информација, да не се народот плаши, да не се онадуе. Како ќе испадне, не знам. Добро. Пријатно. Благодарам за вашето јавување. Впрочем, оние кои што се во самоизолација, кои што имале контакт со други лица, да, значи имаат информации и со полиција ги чува во случај да додека не поминаат оние 40 дена од карантин. Значи тоа министерот веќе неколку пати го кажа. Добро. Да, стигнавме до самиот крај на денешното издание на емисијата Очи во очи. Јас ви се заблагодарувам за вашето внимание. Останете со програмата на телевизија 24 во 17 часот. Погледнете го Централниот дневник. Со мене се гледате повторно утре во емисијата Во тек, веднаш по Централниот дневник. А што се однесува до новите информации за коронавирусот, секако сме тука, сите нови информации, сите нови пресконференции ќе ги емитуваме во живо. До гледање.